Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание ќе гледате. Дали Франција ќе попушти и ќе се согласи со почеток на преговори со Северна Македонија и со паралелно воведување нова методологија во процесот? As presidency, we are trying our utmost, but we know at the same time that we need a consensus on this issue, and we try to work for that consensus. Само 3 месеци истрага беа доволни за рекет да заврши со обвинение. Но случајот поради кој се случи рекет империја е во истрага речиси 1 година. Ке требали да почне од почеток. Секој предмет конкретно ќе се разгледа. Со формирањето посебна агенција треба да се овозможи извоз на сувиот цвет, главен производ од одгледувањето марихуана. Треба само еден фитосанитарен документ за да можеме да го извршиме извозот, што е многу побрзо да дојдеме до некои приходи, за да можеме да го спасиме, да ја спасиме дејноста во Република Македонија. Речиси секоја општина има по неколку диви депонии. Преку 3 примери, 360 степени истражува на терен, зошто е толку комплицирано решавањето на навидум едноставниот проблем. Бидете со нас, по рекламите одиме во Луксембург, каде се решава судбината на европската иднина на земјава. Гледате 360 степени. Утре во Луксембург заседава Советот за општи работи на Европската Унија, кој, како што заклучија самите министри во јуни, треба да донесе чиста и содржинска одлука во врска со препораката за отворање пристапни преговори со земјава. Дали ќе биде така е неизвестно пред се поради ставот на Франција, официјално деклариран пред само неколку дена за воведување нова методологија во преговарачкиот процес. Париз бара тоа да се случи пред да се донесе одлука за старт на преговори со Северна Македонија, а председавачот Финска и Европската комисија туркаат компромисна формула според која утре треба да се донесе одлука за отпочнување преговори, а паралелно до првата меѓувладина конференција да се воведе нова методологија. Во Луксембург, каде денеска се одржуваше Советот за надворешни работи на Европската Унија, е колегата Владимир Мирчевски. Тој, меѓу другото, разговараше со шефот на финската дипломатија. За неколку час овде во Луксембург министрите за европски прашања на земјите членки на Европската Унија ќе седнат на маса за меѓу другото да дебатираат и за прашањето за почеток на пристапни преговори со земјава. Она што засега е известно е дека состанокот ќе биде се само нелесен. Главната причина е инсистирањето на Франција за воведување нова методологија во преговарачкиот процес. За тежината на прашањето, но и за тврдата позиција од која засега Париз не отстапува, говорат и информациите дека амбасадорите на државите членки на Унијата на состанокот на така наречениот Корепер доцна попладнето овде во Луксембург не успеа да постигнат консензус. Франција бара пред одлуката за старт на преговори да се промени начинот на пристапување на нови членки со воведување можност процесот да се врати наназад ако земјата кандидат назадува. Токму поради ваквиот став на францускиот председател Емануел Макрон и на неговата администрација, на земјата председавач со Советот на Европската Унија, Финска и падна тешката задача да подготви нацрт заклучоци кои од една страна ќе се обидат да ги задоволат француските барања, а од друга ќе го зачуваат и кредибилитетот на Европската Унија. Ова е најважниот дел за Северна Македонија од компромисниот нацрт заклучок составен од Финска и од Европската комисија до кој успеавме да дојдеме. Клучно е дека со него се предвидува утре да се донесе одлука за почеток на преговори со Северна Македонија. Советот ја кани Европската комисија без одлагање да понуди преговарачка рамка која ќе биде на линија со заклучоците од декември 2006 и ќе интегрира обновен пристап што ќе обезбеди пристапните преговори да бидат постепенести, по-конкретни во делот на бенефитите што ги носат за засегнатите држави, вклучувајќи и потикнување за влијание врз реформите, но и реверзибилност онаму каде нема напредок. Пред првата меѓувладина конференција, која треба да се одржи не подоцна од првата половина на 2020 година, Советот ќе усвои преговарачката рамка, пишува во работниот документ на финското председателство. Со овој пристап би требало да бидат задоволни двете страни, и Северна Македонија затоа што ќе добие одлука за почеток на преговори и прва меѓувладина конференција, најдоцна за 8 месеци, што е речиси идентично како во случаите со Србија и Црна Гора. А од друга страна, треба да биде задоволна и Франција, затоа што новата методологија би се вовела до одржувањето на првата меѓувладина конференција. Но дали овој пристап ќе биде прифатен од Париз? Пред неколку часа овде во Луксембург прашав еден од архитектите на компромисниот предлог, финскиот министер за надворешни работи Пека Хааvisto.
Finnish presidency of the European Union has produced some kind of document, draft conclusions that are compromised that take into account two aspects. The first one is giving an accession date to North Macedonia no later than the first half of 2020. On the other hand, that is taking into account the French interest of changing or transforming the accession process. Do you think that this document will work? Well, it's too early to say. Actually, our intention has all the time been that we would like to have both North Macedonia and Albania talks starting now, and we have had a positive attitude that, and we know that there is actually a big group of EU countries who have that position. But at the same time, of course, we have to respect those countries that have an opposing views, and then what we have been trying to help, of course, is drafting different kind of solutions to this situation. But we think that North Macedonia has done a lot through the Prespa agreement, and in our thinking it deserves the EU membership, the beginning of the EU membership negotiations. And also during my trip to North Macedonia, to Skopje, I just recently, I was even more convinced that there are many reasons to start the talks, and this has been my message to my ministerial colleagues, and Finland has also contacted directly some of those who still are hesitant or who might have had some questions, that to encourage them to take a positive position to North Macedonia. What are the signals from your French counterpart concerning these draft documents, conclusions that you have produced? Well, it's too early to, of course, to speak on their behalf, but of course France is among those countries that we have bringing our message and our impression about my recent visit to North Macedonia, and also the information that we have received from North Macedonians on all the steps that they have been already taken. What are the other countries? Are there any other countries that are reluctant except for France? Well, we had, of course, a long process where, for example, the position of the Bundestag, the German parliament, was decisive, and I know that Netherlands also had issues pending on the parliament and so forth, but we are actually coming to the last steps of the process, and as presidency we are trying our utmost, but we know at the same time that we need a consensus on this issue, and we try to work for that consensus. If this plan doesn't work, do you have a plan B, scenario B? Well, it's too early, of course, at the moment to think or to speculate what will happen in this or that scenario. But I think our position is that the Western Balkans shouldn't lose the EU perspective, and we should do our utmost to keep that perspective on and get those most advanced countries like North Macedonia on board rather earlier than later. Are there any information, is there any thoughts inside the European Union what kind of blow, if none of the countries gets a date for start of accession talks, if this window's opportunity is wasted, what kind of effect this will have to the whole region of Western Balkans? Well, again, that is of course speculation. What can happen in that region, and what could happen if as a whole the EU perspective is lost. But our message has all the time been that we have invested already so much in the Western Balkans after the Yugoslav war and so forth, that it's now time to conclude that investment and those relations that are very close to all Western Balkan countries. And also when we look at the map, Western Balkans is not somewhere outside of Europe, it's actually very much in the middle of Europe, and that also means that we have to have more enhanced cooperation with the Western Balkan countries. Thank you very much. Okay. Thank you. Веќе реков, нема договор на ниво на амбасадори на земите членки кои доцна по плането повторно се состанаа во подготовка на утрешниот министерски состанок. Франција останала на своето, не за преговори, додека не се воведе новата методологија. Неизвестно е дали договорот има и утре на ниво на министри или работата ќе им состои на шефовите на држави и влади на Европскиот совет, закажан за четврток и петок во Брисел. Не е невообичаена европска практика тешките теми, наместо да ги затворат министрите, да останат за лидерите. Така беше и во 2005 година, кога земјава го доби кандидатскиот статус. Дополнителна компликација во случајот е сознанието дека ако има шанси финскиот компромис да помине за Северна Македонија, тогаш за Албанија шансите се речиси никакви.
Евентуалниот декаплинг или раздвојување на двете држави кандидатки би можел да биде неприфатлив за други земји членки, како на пример за Италија, која е силен лобист на Албанија и инсистира на почеток на преговори со Тирана, а не само со Скопје. Во атмосфера на голема неизвестност, од Луксембург за 360 степени, Владимир Мирчевски. На јавното обвинителство за гонење организиран криминал му беа потребни помалку од 3 месеци за истрагата за случајот рекет да ја доведе до обвинение. Но случајот поради кој се случи рекет, предметот на СЈО под кодно име Империја, наскоро ќе наврши 1 година откако е во фаза на истрага. 360 степени провери до каде се истрагите на СЈО кои преминаа во редовното обвинителство. Еден од заклучоците до кој дојдовме е дека дел од нив, вклучувајќи и експонираната Империја, можеби ќе треба да почнат од почеток. Зошто? Од Александар Димитриевски. На 15 јули 2019 година редовното обвинителство ја отвори истрагата рекет. Првоосомничен е Бојан Јовановски алијас Боки 13, затоа што од ноември 2018 до април 2019 нудел услуга за парична награда. Првоосомничениот, искористувајќи го своето влијание врз јавен обвинител, влијал да се изврши дејствие со кое во истражна постапка ќе се олесни положбата на едно осомничено лице во таа постапка. Веднаш се дозна дека рекетираниот е бизнисменот осомничен во предметот на СЈО Империја, Јордан Камчев. Јавниот обвинител кој требало да ја заврши услугата е специјалната обвинителка Катица Јанева. По само 3 месеци од истрагата, дојде и обвинението против Боки 13, Зоки Кичеец и Катица Јанева. За себе прибавила имотна корист во значителен износ, и тоа во предмети: мебел во износ од 296.000 денари и пари во износ од 50.000 евра. Додека фокусот на јавноста подолго време е на рекет 360 степени провери. Што се случува со истрагите на СЈО, меѓу кои Империја, случајот што требаше да ги урне матните офшор сделки, за на крај да го урне СЈО. Ударна вест на медиумите во последните 2 недели беа случувањата околу предметот рекет. И додека очите на јавноста следеа кој кога ќе даде исказ, кога ќе изврши увид во доказите, кому му се слошило, се случи друг настан индиректно поврзан со рекет. Во службениот вестник со број 203 од 3 октомври објавени се 3 нотарски огласи. 3 компании директно поврзани со сведокот во рекет, а осомничен во Империја, Јордан Камчев, заложуваат движен и недвижен имот за обезбедување на револвинг кредит од Комерцијална банка АД Скопје во висина од 6 милиони евра. Или попрецизно, компаниите Орка Холдинг, Кара и Аџибадем Систина под залог ставаат 1544 метри квадратни деловен простор во ТЦ Олимпико во Скопско Тафталидже, подвижни предмети во сопственост на Кара АД и Аџибадем Систина, но и идни побарувања проценети на 392.500 евра врз основа на договор меѓу Аџибадем Систина и Фондот за здравство, склучен на 1 јануари 2019 година, за услуги за биомедицинско помогнато оплодување. И идни побарувања проценети на 4.607.500 евра врз основа на договор меѓу Аџибадем Систина и Фондот за здравство, склучен во јануари 2014 година, и 3 анекси на основниот договор, склучени од јануари до јули годинава. Со други зборови, дел од обезбедувањето за кредитот се пари кои Аџибадем Систина ќе ги добие во иднина од државниот буџет врз основа на договори и анекси потпишани со актуелната власт, и тоа откако беше отворена истрагата Империја. Ништо од ова не би било вредно за споменување ако не се знае дека кога во ноември 2018 година СЈО ја отвори истрагата Империја, Јанева побари замрзнување на дел од имотот на фирмите на Камчев. Забраната остана и откако Катица Јанева замина во притвор. Се е замрзнато и ништо не е одмрзнато. На прашање на 360 степени, од редовното обвинителство кое по трансферот е надлежно за Империја, објаснија дека имотот кој е ставен под залог не е замрзнат. Забраната се однесува прецено отуѓување на уделите кои Орка Холдинг има во други фирми. Но и покрај тоа, на залогот гледаат како на знак дека Империја и други истраги на СЈО не смеат да се запостават. Шефот на обвинителството Љубомир Јовески тврди дека се работи на Империја. Токму поради итноста на одредени дејствија, тоа е една од ретките истражни постапки преземени од СЈО, кои се распоредени кај конкретен јавен обвинител. Јовески уверува дека ќе продолжи работата и на другите истраги од СЈО.
Тие предмети се уште се во фаза на работа. Ниту еден предмет не е затворен, било со изјава или со поднесување на обвинение. Во овој период по преземањето на предметите, обвинителството беше насочено приоритет да им даде на предметите кои што се во фаза на судење, за да не доаѓа до одложување на рочиштата пред судовите, а додека сега во натамошниот период ние ќе посветиме поголемо внимание на овие предмети. Посредно, дали можам да заклучам дека еве, например, предметите против актуелни функционери, како например против Бујар Османи или против лидерот на Дујали Ахмети или против делот раководството на МРТ се уште се живи? Ние во делот на предметите никаде не поаѓаме од лицата или функциите према кои ги имаат овие лица спрема кои се водат предметите. Според тоа, уште еднаш нагласувам сите оние предмети по кои постапувало тоа обвинителство, ние повторно ќе ги разгледаме и ќе одлучиме какво натаму ќе се постапува по овие предмети. Иако начално пристапот е идентичен кон сите преземени истраги од СЈО, сепак видлив е различен однос на јавното обвинителство од случај до случај. Од 19 истраги на СЈО, 15 се уште не се распределени кај обвинител. Такво нешто е направено за 4 предмети кои повторно се доделени на обвинители кои беа дел и од СЈО. Тоа се Империја против бизнисите на Јордан Камчев, Сашо Мијалков, Цветан Панделевски и други, која води обвинителката Лиле Стефанова. Поштенска банка, предмет за приватизацијата на банката, која води Бурим Рустеми. Актор против Никола Груевски и други за изборот на изведувач за автопатот Демир Капија Смоквица, која води Гаврил Бубевски. Друмарина за патните трошоци на Силвана Бонева, истрага која води Арта Најро. Во овие предмети првенствено ќе им дадеме да ги застапуваат обвинителите кои досега постапувале, но ќе побарам и мислење од колегимот на јавното обвинителство. Мислам дека заради сложеноста на овие предмети, неопходно е да се вклучат и други обвинители во овие истраги, но ова прашање ќе го разгледаме заедно со колегимот на јавното обвинителство. Кому да му се доделат истрагите на СЈО ќе биде полесна одлука за колегиумот на јавното обвинителство. Далеку поголем проблем представува начелното правно мислење на Врховниот суд, според кое СЈО не е овластен тужител за предметите за кои не е поднесено обвинение до 30 јуни 2017 година. Според законот за СЈО, Јанева и Тимот има 18 месеци да поднесат обвиненија по приемот на предметите од редовното обвинителство, што се случи во декември 2015 година, и приемот на бомбите од СДСМ на 30 декември 2015 година. Рокот од 18 месеци за поднесување обвиненија им истече на 30 јуни 2017 година. Според начелното правно мислење на Врховниот суд, утврдено во јануари годинава на општа седници со огромно мнозинство, сите истражни и предистражни действија по 30 јуни 2017 година СЈО ги преземало како неовластен тужител. Поради тоа, редовното обвинителство сега ќе мора да одлучи како ќе се постави кон мислењето на Врховниот суд. Тоа може да значи дека обвинителството повторно ќе мора да собира одредени докази, искази, вештачења, кои биле обезбедени од СЈО по 30 јуни 2017 година, за тие да бидат од овластен тужител. Ние прво ќе разговараме околу тоа што значи преземањето на действијата после 36 и доколку сметаме дека определени действија во предметот треба да се произведат, надлежниот обвинител на кој ќе му се додели предметот ќе треба да ги преземе тие действија и предметите да се доведат во завршна фаза за донесување на јавна обвинителска одлука. Го прашавме Јовески и што ќе значи тоа за истражните постапки на СЈО кои можеби не биле ниту во предистрага, кога измина рокот од 18 месеци за поднесување обвиненија. Повторно ќе ви речем, не може овие прашања да се генерализираат во делот на сите предмети. Можам да кажем дека секој предмет конкретно ќе се разгледа, во секој предмет ќе се утврдат изведените докази и понатаму кои докази, кои факти, кои околности треба да се испитуваат во конкретниот предмет, за да може да се соберат толку докази, да може да се донесе јавна обвинителска одлука.
Токму истрагата за империја е една од последните на СЈО и според упатени извори предистражната постапка за овој предмет е отворена по 30 јуни 2017 година. Ако државното обвинителство одлучи да го следи правното мислење на Врховниот суд, известно е дека тоа ќе значи повторно прибирање на доказите во предметот. Од начинот на кој јавното обвинителство ќе се постави пред начелното мислење на Врховниот суд, ќе зависи и дали откако империја ја урна Јанева, обвинителството ќе успее наскоро или кога било да ја урне империјата. Зошто дури и најразвиениот град во земјава не може да се ослободи од дивите депонии? Ги има во секоја скопска општина и тоа по неколку. Секоја од депониите е приказна сама за себе, но речиси за сите најмалиот заеднички содржател е слабиот капацитет на локалните власти и ниската граѓанска свест. Галена Николовска-Ризвановиќ има сликата од терен и објаснувањето на надлежните. Скопје одамна сака да се нарекува метропола, но повторно и повторно градот бара решение за елементарен дел од урбаното живење. Дел по дел, чекор по чекор. Во Скопје ќе престанеме да ги гледаме глетките на незатворени и преполнети контейнери со отпад, кои околу себе шират непријатна миризба и оставаат впечаток на нечист град. Но за паметни контейнери потребни се и граѓани што знаат и сакаат да го фрлаат ѓубрето каде што треба. Најголем проблем е од дивите собирачи низ градот, каде што после завршување на нивната маршрута го расфрлуваат ѓубрето насекаде. Потоа со градежните фирми. Речиси секоја општина има по неколку диви депонии. Преку 3 примери, 360 степени истражува на терен, зошто е толку комплицирано решавањето на навидум едноставниот проблем. Три возила на Скопската противпожарна бригада со часови не можат да се справат со запаленото ѓубриште на депонијата во Шутово Оризари. Теренот е непристапен, бидејќи патот е затрупан со ѓубре. Не за пешки, се мора со метли да сиде горе, Пожарникарите велат дека за време на летото овде доаѓале и по 2 пати на ден. Освен нив, погодени се и жителите на Визбегова. А бе у близина живееме, умровме у ноќно време, све на гума мириш. Ето, гледат, а земат луѓи плата за тоа да ги пречат, ама не ги пречат. Таа криво општина! Општина криво! Па знаеш, па крај кучите таму, бе, сега ѓубра стане. А зошто таму го фрлаат? Па хајде детко, па не може да чуваш ден и ноќ. Замислете, децата мои побараа да си играат надвор, не им дозволивме поради отровот кој што беше околу нас. Според локалното население, депонијата забрзано се полни со ѓубре во последната година и половина. До тогаш локацијата била претоварна станица на градската комунална хигиена, а од тогаш е предадена во надлежност на општината Шутово Оризари. Жителите имаат само ветување од администрацијата на градоначалникот Курто Дудуш дека ѓубрето ќе се премести за Дридот и дека таму ќе се закопува. Во меѓувреме, сметот го затрупал и патот до локалната црква и гробиштата. Донесе еден багер и еден камион, кој што почнаа 2 дена работеа, третиот ден се расипа багерот и толку заврши целата приказна. Позачистија нешто, однесоа таму, но со тоа само го преместивме проблемот. Ние не го решивме проблемот, го преместивме 400 метри понатаму. И додека жителите на Визбегова не можат да се разберат со општината за легалната депонија, во околината никнале и неколку диви. Екипата на 360 степени за само час и половина престои на локалитетот, улови 2 камиона кои стурија градежен шут во непосредна близина на куќите. По патот кон населбата Шутка пак освен градежен материјал, има и покуќнина, облека, бела техника. Од општината Шутово Оризари не добивме став, зошто дозволуваат нови депонии и палење на постоечките, додека од градската комунална хигиена велат дека не се надлежни.
Што се однесува до таа депонија, таа е веќе со години уназад и колку што јас сум запознан, знам дека Министерството за животна средина има план за чистење на таа депонија, но ако е потребно нашите екипи да помагаат, ние не можеме, немаме капацитет во целост да ја исчистиме, таа е голема депонија. Ако е потребно и ние као предпријатија да помогнеме, стоиме на располагање со нашите сили. Судејќи по ставовите и молкот на дел од надлежните, Визбегово нема наскоро да се ослободи од редиштата со ѓубре. Слаба алка во овој случај се и општината и свеста на граѓаните. На патот кон најголемите скопски гробишта тешко е да се промаши една од 10-тината диви депонии во општината Бутел. Пред неполни 2 месеца, екипи на град Скопје, заедно со јавното предпријатие Комунална хигиена и улици и патишта, информираа дека почнале акција за чистење на дивата депонија во Бутел. Известија дека поднеле и кривична пријава за неовластено фрлање смет. Но еве каква слика затекнавме денес. Депонијата постои не само што е дива, туку се наоѓа на приватно земјиште во собственост на семејството Здравкови. Пред 10 месеци целиот овој плац беше зеленил. Откако почнаа да прават улицата, да поправаат коцката, нели да се става асфалт, наслушнавме дека целата таа дел од таа земја се истура на почетокот на плацот, меѓутоа беше оставено на тоа. Откако се заврши реновирањето на реконструкцијата на улицата, започнати се со истурање смети ѓубре на овој терен, на нашиот плац и на плацот до нас. Нино Здравков барал решение на проблемот. Летото успеал да ги убеди надлежните служби од град Скопје да исчистат дел од ѓубрето, а казниле и човек кој на плацот си направил импровизирана канцеларија и наплаќал на камионите за истоварување. И чистено е 2%. Да претераме 5%. И чистено, предпоставувам чисто колку за пред медиуми, нели? И за нас, предпоставувам да ни се замачкаат очи. Меѓутоа, толку е. Значи, во тие недела дена се направија неколку активности и толку е. Од тогаш ниту имаме некакви информации, ниту нешто е направено. Од општина Бутел знаат за проблемот со дивата депонија и со узурпацијата на приватното земјиште. Како локална власт изрекле казна, но велат дека немаат соодветна механизација, па чекаат помош од град Скопје. Нашата општина располага со 11 вработени во редарската служба и комунални инспектори. Изречени се повеќе мандатни казни до причинителите. Сторителите ги пријавуваме во полиција, а појавата на новите депонии и чистењето на постоечките го пријавуваме на одговорните служби на град Скопје и јавното предпријатие Комунална хигиена. Иако втората скопска депонија што ја посетивме има различна приказна од таа близу Визбегово, заклучокот зошто е таа таму повторно се сведува на истите елементи: слаб капацитет на општината, но и лакомост и ниска свест на граѓаните. Третата скопска депонија што ја посетивме е близу Долно Лисиче, кај мостот на Вардар што води кон селото Јурумлери. Бидејќи оваа депонија не е близу до куќите, немаше и кој да се пожали. Кој и зошто фрла тука? Од надлежната општина Аеродром тврдат дека оваа дива депонија, како и останатите 5-6 во општината, ги чистат редовно, но дека во вечерните часови повторно се фрла ѓубре. Депониите редовно се контролираат и се чистат од нашите служби, како и во соработка со јавното предпријатие Комунална хигиена. Досега на нашата територија има целосно исчистени 62 мини депонии. Општина Аеродром има засилен надзор, а инспекцијските служби работат во 2 смени како и за викендите. Заклучокот од сите 3 депонии што ги посетивме е дека проблемот обстанува поради слабиот капацитет на општините и неодговорноста на граѓаните. Бројките од градот, од каде велат дека не се директно надлежни, покажуваат дека годинава исчистиле 220 локации, а инспекторите од јануари напишале 200 казни и една кривична пријава. Освен со санкции, градската власт се обидува да го намали проблемот и со превенција.
Градот Скопје и јавното предпријатие Комунална хигиена повремено спроведуваа акции за собирање на овој отпад бесплатно, а во тек е изработка на нов концепт на работа со кој во секоја општина на 3 до 5 локации, по точно определени денови, граѓаните ќе може слободно и бесплатно да го остават кабастиот отпад. Изминатиот месец општините заедно со Комунална имаат есенска акција за чистење диви депонии. Од почетокот на годинава досега исчистиле 6500 кубни метри отпад од диви депонии. Со оглед на големината на Скопје, тие бројки се далеко од воспоставување системски механизам за елиминирање на ѓубрето и загадувањето на воздухот од неговото палење. Капацитетите на властите секако се причина за слабото справување со проблемот, но излезот лежи во елиминирање на причината за дивите депонии. Негрижата на значаен дел од жителите на метрополата да не се удават во сопственото ѓубре. Соочена со фактот дека целото производство на сув цвет од канабис се чува по магазини и не може да се извезе, а дури 31 компанија веќе имаат лиценца да одгледуваат марихуана за медицински цели, владата влезе во измени и дополнување на постоечкото законско решение. Се предвидува формирање посебна агенција со што треба да се овозможи извоз на сувиот цвет, а се воведува и нова јавна давачка за лиценцираните фирми. 10% од секоја излезна фактура да оди во фондот за ретки болести. Славица Филиповска за ова, но и за предлог одредбата владата да ја одобрува секоја промена во собственичката структура на лиценцираните фирми. Повеќе од 4 тони сув цвет се ожнеани во фирмите што одгледуваат канабис за медицински цели, но тој главно завршува по магазини поради неможноста да биде извезен. Сега моментално немаме профит. Сега моментално само расходи и само расходи. Во очекување собранието да ги одобри законските измени со кои ќе се овозможи извоз, се повеќе инвеститори и таат по лиценци. Има интерес, доаѓаат навистина големи и сериозни компании. Напливот на барања за лиценци добива уште една контрола. Без одобрение од владата нема да биде можна промена во сопствеништвото на лиценцираните фирми. Моето семејство, јас јавно на овој парламент сум зборувал, има своја инвестиција во Свети Николе. Дали новата контрола може да се сопне на судир на интереси? На почетокот на месецов владата ги усвои предлог измените на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции. Главните измени во законот се однесуваат на производството на марихуана за медицински цели. Клучните одредби се формирање на посебна агенција за следење на оваа дејност, воведување нова давачка за фирмите што одгледуваат канабис, како и забрана за продажба на компаниите што одгледуваат канабис без одобрение од владата. Со формирањето посебна агенција треба да се овозможи извоз на сувиот цвет, главен производ од одгледувањето марихуана. Кога законот ќе помине во парламентот, канабис фирмите го очекуваат и првиот ќар. Треба само еден фитосанитарен документ за да можеме да го извршиме извозот, што е многу побрзо да дојдеме до некои приходи, за да можеме да го спасиме, да ја спасиме дејноста во Република Македонија. Од тие причини ја поздравувам иницијативата. Но други одредби од предлог законот се мета на критика од инвеститорите, особено онаа што предвидува фирмите со лиценца за производство на канабис да уплаќаат во државниот буџет по 10% од износот на секоја излезна фактура. Ние и во ДДВ-то имаме 5% за медицински цели. Значи сега 5% и плюс уште 10% затоа што е извозна фактура и сме против затоа што реално ова е медицина и таа треба да биде со повластени ставки и од тие причини ценам дека тие 10% се сувишни. Ако поминат предлог измените, за добивање лиценца ќе треба да се обезбеди гаранција од $500.000 за разлика од сега кога вакво нешто воопшто не се бара. Исто така ќе се бараат и најмалку 5 вработени, споредено со четворица според актуелната регулатива. Но иако извозот на сув цвет досега не беше возможен, никогаш не престана интересот за влез во овој бизнис. За споредба, во 2017 година владата одобрила 6 лиценци. Во 2018 9, а годинава лиценци добиле 16 фирми. Освен овие 31 компанија, уште 15 фирми аплицирале и чекаат одговор. Со оглед на тоа што семејството на премиерот Заев има сопствеништво во две од лиценцираните фирми, Мамо Свети Николе и Фарма Медика Канабис од Валандово, го прашавме председателот на Сдруженијето на компаниите со лиценци, дали гледа потенцијален конфликт на интереси,
ако владата, на чие чело е Заев, решава кој може, а кој не да влезе во бизнисот. Не само што гледам, мислам, судир на интереси, зашто владата се впушта во private label, значи во приватниот сектор. Ако берзата е слободна, како ние ќе направиме акцијата да се продаде, ќе треба прво согласноста од владата, па може инвеститорот ќе се премисли. Ќе рече, ај, оставете ги ваши бирократски работи, не инвестирам кај вас. А збориме, нели, да ја развиеме берзата. Дека интересот за овој бизнис расте, јавноста разбра и од Инстаграм профилот на контроверзниот канадски бизнисмен, кралот на канабисот Биг Майк, кој најави гламурозна предприемачка авантура, која од Македонија ќе направи европска канабис суперсила. Владината прес-служба не јави за средбата, но таа е неодминлива тема на седниците за пратенички прашања. Премиерот ги брани предлог законот и, како што вели, сите честни инвеститори. Вредноста на проценката на тие инвестиции поголема од 100 милиони евра, производство кое што ќе го создаваат на годишно ниво. Тоа е скоро 1% од бруто домашниот производ на државата. Е обезбеден 10% од бруто производството да биде приход на државата, не данок на добивка. Значи 10%, ако е 100 милиони евра извозот, 10 милиони евра е приход директен на државата. Министерот за здравство Венко Филипче појаснува дека парите што ќе се соберат од новата давачка за извоз ќе одат за програмата за ретки болести, како и за трошоците за работа на Агенцијата за контрола на одгледувањето која треба да се формира. 10% секоја излезна фактура, според него, не се крупен трошок за инвеститорите. И те беа свесни за оваа мерка. Меѓутоа, со оглед на тоа што навистина е висока цената на цветот, на маслото во светот, мислиме дека е соодветен процент. Тој остава простор за интервенции во законот преку амандмани, но генерално го брани со тврдење дека станува збор за усогласување со европското законодавство. Секоја промена во собственичката структура на фирмите ќе треба да биде одобрена од владата. Знаејќи дека фамилијата Заеви се занимава со овој бизнис, значи ли дека премиерот ќе ја контролира конкуренцијата? Многу е логично да имаме увид со оглед на тоа што станува збор за многу сериозни инвестиции, да знаеме кој е собственик. Прво во законот имаме и уште една одредба, а тоа е дека доколку се аплицира за лиценца, мора да се почне со производство во период од 6 месеци, па после да евентуално стане збор за продажба. Што сакаме да направиме? Сакаме да се заштитиме, да не некој инвестира само еден дел од сумата на пари предвидена за да се почне со производство со цел да ја добие лиценцата, а после да ја препродаде. Значи сето ова е донесено со цел да се заштити државата. Да нема препродавање на лиценци, многу големи странски компании се заинтересирани за инвестиции во овој сектор, така да сметам дека државата апсолутно во секој момент треба да има увид во собственичката структура на тие кои што ги поседуваат лиценците. Неизвестно е дали Филипче ќе успее да ги одбрани сите предложени измени во собранието. Од МАК Канабис веќе бараат средби со координаторите на пратеничките групи и лобираат да не се гласаат дел од ново предложените одредби, како на пример потребата за согласност од владата за промена на собственичката структура. Сега останува нели за да биде они да ни дадат согласност. Значи не знам тој момент можеби некои од фирмите ќе го дадат на уставен. Значи таа одредба конкретно можеби ќе сакаме да помине цветот само во интерес ни на сите да помине цветот, а после тоа дали ќе го обжалиме на уставен, тоа сигурно нема да ни избега. Од МАК Канабис сепак признаваат дека законот е еден од најлибералните во светот, оти нема ограничување на количините за производство. Затоа и крупни странски бизнисмени се загреани да го отпочнат бизнисот во малата Македонија. Последно, пред една недела канадската фирма Green Cannabis Incorporated ја купи лиценцираната скопска фирма Цаноби, се уште без потреба од претходно одобрение на купопродажбата од владата. За разлика од извозот на сувиот цвет кој допрва ќе се одобрува, извозот на екстрахирано масло од канабис е слободен, но скап. За да можат да извезат масло на странскиот пазар, инвеститорите мора да покажат европска лиценца за добра производствена пракса, која чини стотици илјади евра и е трошок што засега не можат да си го дозволат. Само 4 до 5 фирми ги имаат потребните услови за екстракција на масло. Останатите чекаат да заработат од сувиот цвет за евентуално да инвестираат и во екстракција.
Канабис бумот во земјава никако да одекне. Не одете никаде, по уште една пауза е саботажата. Декади по блокбастерот од кој се изнедри тогаш новата холивудска звезда. На брдото пред источниот влез на Скопје се родила неверојатна идеја за ново уникатно сценарио, кое може за секогаш да ја засени светската кинематографија по својата ингениозност. Небото не може да биде лимит. Кадар очигледно не недостига. Само фали да се оствари ветувањето, дека се што лета, се јаде. Rajna må det igjen 13 piloter da skal inn på det her Kinas. Hvordan kan frem to? 13 piloter? Med vart. Og kta që janë pushtet tash. Lidhja социјалдемократи. Иако се работело за погрешна интерпретација и злонамерна инсинуација, сепак не можеа да не се појави зрнце сомнеш од устата, понекогаш е многу побрзо од главата, па таа и ги прави проблемите и недоразбирањата, кои подосна се рефлектираат и врз веројатно неопходната корекција, која изгледа ке треба да се направи врз подврзаниот јазик. Ние политичари знаеме да лупаме некој пат така глупости. Очигледно дека изјавата на премиерот се однесува на себе си, пошто зборува за него, и сметам дека тоа е момент на саморефлексија и на зачестена самокритика. Самокритиката е добра, а критиката и посочувањето на маните е доблесна особина за оние кои не ја кажуваат злонамерно. Таа понекогаш може да делува дури изненадувачки, од ставовите и начинот на собствената презентација. Изгледа не е само таков, како што некој си го представува. И за поголем број на симпатизери на СДС или членови нивни, јас сум националист, ваков, онаков. Не веруваат луѓето дека сте националист. Не, мислам дека од практични причини го прават ова. Има една група од кој што дел се искрени патриоти, за жал таа е најмала група и тие ги почитувам. Останатите ги интересира само да се вратат на власт преку ВМРО ДПМН, ги заболе за Македонија. А тие што навистина ги боли искрени во намерите, кажува дека ниту Господ не можел за еден ден да го создаде светот, а камоли тие, со сите своји знаења и способности да ја кренат Македонија за време пократко дури од она што на горе споменатиот му е дадено. Тие дури и лекторски интервенираат во диалозите и предпочитаат за нивните резултати да не се користи зборот лоши, туку некој посоодветен, како на пример не толку добри. Противно на тоа што се обидуваме сите да кажеме само лоши бројки, да, тие не се преку ноќ добри и не може преку ноќ нашето општество да стане Швајцарија. Ваквите анализи не кореспондираат со реалноста и во неа. Функционерите се однесуваат како да сме толку напреднати, што откако беше изградена основната образовна инфраструктура и беа обновени сите училишта и гимназии, студентски домови и детски градинки, не достигаше само уште Джурасик паркот, местото каде децата ќе можат да изучуваат праисторијата, не баре не седат во истите услови во школските клупи. Освен од забавен карактер е и од културен, едукативен карактер. Значи покрај забавата таму ќе се едуцираат деца, бидејќи диносаурусите се дел од секое детство на едно дете. И на крајот, Македонија не е дете, ама никогаш нема да порасне ако постојано учи како да лета во место. Затоа месеци претходно го почнавме овој наш последен круг. Ова е последниот круг. Гледаме јасно светлото на крајот од овој круг. Тоа е таа единствена геометриска дефиниција на македонската политика. Секаде има некој тунел низ кој ѕирка зрак светлина. Само овде, бесконечно вртење во круг. Толку за вечерна. Се гледаме повторно в петок од 22 часот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете на Алсат, следуваат вестите на македонски јазик. Пријатно.